Во тек се градежни активности за тампонирање на патот кон селото до Везенце. Се поставува гребен асфалт во Орашац. Се бекатонираат улицата 147 и кракови од улицата 120 во Карпош, а се поставува бекатони на улицата 440 во населбата Иго Тричковиќ. Ова се само дел од тековните активности на општина Куманово за подобрување на патната инфраструктура, за олеснување на секојдневието на граѓаните, за поттикнување на локалниот развој. Претходниот период беа поставени бекатон плочки и асфалтирани десетици улици во општина Куманово, за кои говореше градоначалникот Максим Димитриевски на отчетот за 4-годишниот мандат, а председателката на Советот на општина Куманово Ивана Ѓоргиевска на последната седница. Една од главните цели што си ги поставиме заедно со мојот тим, со мнозинството во Советот, е секој жител, без разлика во кој дел од општината живее, да има пристојни услови за живот. Срамно е во 21. век да имаме места без основна и елементарна инфраструктура. А верувајте ми, ги има повеќе од потребно, над 300 километри дополнителна инфраструктура која што мора да биде изградена еден ден во целост во нашиот град. И токму затоа еден од нашите главни фокуси беше инфраструктура и една инфраструктурна ренесанса во градот. Бројките се сојузник на вредните, а непријател на мрзливите, на негативните критичари, кои што освен критика не знаат ништо повеќе. Па затоа пред вас, драги пријатели, ќе ги споменам најважните. Над 13.500 метри атмосферска и фекална канализација, повеќе од 4.800 метра нова водоводна дистрибутивна мрежа, 175.000 метри квадратни нови асфалтни површини со реконструкции и изградби на нови улици и патишта, 78.000 метри квадратни бекатонирани површини, улички, пристапни патеки за секојдневното движење на граѓаните. Над 2700 метри гасоводна мрежа со повеќе од 5 милиони метри кубни дистрибуиран газ. Рекордер по дистрибуција на газ на локално ниво во државата. Улици во село Речица, цела Речица е асфалтирана, тротоари има и прекрасно изгледа, колеги. Реконструкција на дел од улица во селото Бановце, позната како Чифлик мала, тоа е една улица која е многу користена од населението затоа што таму се наоѓа нивната црква. Изградба на улица 100, летно одржување Драгојло Диндич, Франц Розман, Лопате 1, 2 и 3 Крак, Веселин Маслеша, Димитар Влахов, Черкези, Крак 2 од улица Железничка, Александр Здравковиќ, Перолиевски, Крак 1-2. Значи, тоа се улици кои се